студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележа денот. Центарот за управување со кризи алармира за зголемен ризик од пожари. Втор ден гори депонијата во Крива Паланка. Високите температури ја зголемија потрошувачката на струја. Возачот кој побегнал од местото на настанот ја предизвикал несреќата во која загина 19-годишното момче во Радишани. Обвинителството бара мерки на предпазливост. Стартува сценскиот спектакл Силно светнал ден. Првата изведба вечерва во Охрид. 35 години од независноста ќе се одбележуваат низ целата држава. Нема услови за продолжување на преговорите со САД, тврди иранскиот министер за надворешни работи. Теснецот останува затворен. А во овие вести во живо со детали за предупредувањето од Центарот за управување со кризи. Останете со нас. Центарот за управување со кризи објави аларм за сериозна опасност од пожари и можност за брзо ширење. Деталите за ова ги провери колешката Габриела Лескова. Имаме во живо во овие вести. Габриела, кои се информациите од Центарот за управување со кризи? Според последниот пресек на Центарот за управување со кризи, во моментов имаме 5 активни пожари, 1 се држи под контрола, а 3 се изгаснати. Оттаму информираат дека е активен пожарот во општина Аеродром во село Горно Листиче, каде што гори ниска вегетација, дрва и пченка. Вториот активен пожар е во општина Илинден на автопатот Скопје Велес, понатаму гори во Босилово, кај село Турново. Гори овде Стрниште. Исто така е активен пожарот и во Крива Паланка, низазот од Крива Паланка, каде што гори депонија. Исто така имаме активен пожар во општина Гостивер, каде што гори ниска вегетација, стрништа и грмушки. Под контрола се држи пожарот во општина Зелениково. Според последните информации на Центарот за управување со кризи, има 3 изгаснати пожари во општина Сарај, кај село Грчец, во општина Прилеп и во општина Кичево. Инаку денес, уште во раните утрински часови, стигна предупредување од македонскиот шумски пожарен систем за можна појава на пожари во различни делови од државата. Денес јас го посетив Центарот за управување со кризи за да видам каде опасноста е најголема. Сите детали во продолжение. Високите температури денес не носат само жешко време, туку и сериозно предупредување за опасност од пожари. Според податоците од македонскиот информацијски систем за пожари, со растот на температурите расте индексот за опасност од пожари. Сител го посети Центарот за управување со кризи, за да провериме каде опасноста е најголема. Ова е мапата на предупредување од пожари за денешниот ден. Може да се забележи дека најголемиот дел од централниот, источниот и јужниот дел се во црвена зона. Тоа значи дека евентуален пожар на отворен простор или во шума може многу брзо да се прошири и да достигне висок интензитет. На мапата јасно се издвојуваат и планинските предели, каде што опасноста е пониска, но токму жештините и сувото време се причина за зголемена внимателност, особено при престој во природа. Каде има најголема веројатност денес да избувнат пожари? Па како што гледаме во мапата, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Штип, Пробиштип, Македонска Коменица, Кочани, Крива Паланка, овие делови денес како лета е со црвено и многу висок ризик за шумски пожари. Оваа мапа покажува една многу јасна слика. Колку повисоки температури, толку поголем е ризикот од избувнување на пожари. Црвените подречја се предупредување дека доколку избувне пожар, тој може многу брзо да се прошири. Токму поради ваквата ситуација, надлежните апелираат на особена внимателност додека престојуваме или се движиме во природа. Опасноста надлежните институции ја откриваат и преку системот за рано детектирање и процесот на ризикот од пожари. Оваа година многу ни помагаат. Вчера имавме пожар у Сопиште и не беше пријавено преку 112, беше лоцирано од камериве и од операториве и веднаш беше координирана со сите други субјекти и со главниот штаб и знаете и вие многу брзо пожарот беше ставен под контрола и беше изгаснет целосно. Колку вакви камери има низ Македонија и што овозможуваат, како ви улеснуваат работата? Значи до сега имаме околу 25 камери, чекаме до крајот на ова недела да ги имаме сите 50 камери, значи ни помагаат многу. До сега имавме 2 пожари преку камерите и многу брзо биле гаснети, затоа што имаме увид дали има пат, дали имаме објекти близу,
и дали што можеме да употребиме, дали имаме потреба за воздухоплов и слично. Од Центарот за управување со кризи се децидни дека состојбата се следи континуирано, а информациите се споделуваат со институции кои што се надлежни на терен. Мапата на опасност може да се менува во зависност од временските услови, но прогнозите на УХМР не одат во корист на противпожарните служби, земајќи го во предвид фактот дека температури над 40 степени не чекаат и следната седмица. Габриела Лескова, Сител телевизија. Вчера досна попладна избувна пожар на градската депонија во Крива Паланка. Покрај гасењето во текот на целата ноќ густ чат и миризба и денеска се ширеа низ општината. Локалните власти очекуваат дека ќе успеат до крајот на денот да го изгаснат пожарот со затрупување. Пожарот е од малку по-сериозен и поголем обем, кој што покрај потребата од гасење со вода, потребно е и поголема количина на земен материјал. Затоа ќе апелирам за разбирање за граѓаните на Крива Паланка и околните населени места по однос на непријатната миризба и чадот кој што ќе ги имаме во текот на денот. Ја искрено очекувам, бидејќи во функција се ставени сите служби, дека до крајот на денот ќе успееме да се справиме со и овој сериозен предизвик. Високите температури ја зголемија потрошувачката на струја, потврдуваат и анализите на Евана. Зголемената побарувачка за електрична енергија во комбинација со намаленото производство пак создадува сериозен притисок врз енергетските пазари во југоисточна Европа. Цените на берзите во регионот во текот на изминатата недела надминуваат 700 евра за мегават. Топлотниот бран ја зголеми потрошувачката на струја. Податоците кои Сител ги доби од Евана покажуваат дека во јуни и првите денови од август граѓаните трошеле повеќе електрична енергија во споредба со истиот период лани. Во јуни потрошувачката достигнала 405.000 мегават часови, а најголемиот дневен конзум бил регистриран на 26 јуни со над 15.000 мегават часови. Токму тој ден во Скопје биле измерени 34 степени. Температурите во јуни годинава се незначително повисоки во однос на истиот период во 2025, што се одразува со умерено зголемување на вкупната потрошувачка на електрична енергија, велат од Евана. Во јули пикот е достигнат кон крајот на месецот со над 16.000 мегавати. Сепак вкупната потрошувачка е пониска од ланската поради пониските температури. Но со новиот топлотен бран, побарувачката повторно расте. Само во првите 4 дена од август се потрошени 59.000 мегават часови, за речиси 9% повеќе од истиот период лани. На 4 август, ден по продолжениот елинденски викенд, е забележана и најголемата дневна потрошувачка, речиси 15.500 мегават часови, кога во Скопје биле измерени 37 степени. За месец август се уште не може да се направи анализа на потрошувачката, бидејќи месецот не е завршен. Од Евана вела дека потрошувачката е во рамки на планираните вредности. Во меѓувреме, зголемената побарувачка за електрична енергија, во комбинација со намаленото производство во дел од регионалните централи, создава сериозен притисок врз енергетските пазари во југоисточна Европа. Цените на берзите во регионот во текот на изминатата недела надминаа 700 евра за мегават. Највисоки цени биле регистрирани во Словенија и Хрватска, а најниски во Грција и Бугарија. На 3 и 4 август биле забележани најголем број ценовни скокови, кога генерално цените се зголемиле за 50 до 100% во споредба на претходните недели. Еден од главните проблеми е ниското ниво на водата во Дунав. Поради тоа, намалено е производството во хидроелектраните и нуклеарните централи. In this year there was very few rain, and not only in Hungary but in Austria, Germany, the Czech Republic, so all the places from where the Danube collects the water. So when the rock comes out from the water, then the hunger comes, because then it's very little water in the Danube and also very little water on the field. Хидролошката состојба во Македонија е добра и стабилна, потврдија хидролозите од УХМР и Министерството за енергетика. Акумулациите се полни над 70%, па и во услови на продолжена суша имаме силна основа за полесно да се преброди тој период. И од владата неделава кажаа дека нема да ги повикаат граѓаните да штедат, како што направија повеќето европски земји, и дека плановите одат во насок, кај на струјата од нова година да поевтини, а ефтината тарифа да биде проширена. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Возачот кој побегнал од местото на настанот ја предизвикал несреќата во која загина 19-годишното момче во Радишани. Обвинителството бара мерки на предпазливост. Стартува сценскиот спектакл Силно светнал ден. Првата изведба вечерва во Охрид. 35 години од независноста ќе се одбележуваат низ целата држава. Опсенијата од Рачиново со непочитување на сообраќајните правила ја предизвикал сообраќајката во Радишани во која загина 19-годишно момче. Обвинителството бара определување мерки на предпазливост, а приведениот го гони за 2 кривични дела: тешки дела против безбедноста и неукажување на помош. Мерки на предпазливост бара обвинителството за 46-годишниот рачиновец кој со пресекување на патот на моторот без контакт учествувал во сообраќајката во Радишани во која загина 19-годишниот Никола Макрачевски. Осомничениот, за кој стражните органи увиделе дека учествувал во сообраќајката, дури откако ги прегледале околните безбедносни камери, нема да смее да го напушти живеалиштето, а одземени му се пасошот и возачката дозвола. Од улицата 18 се приклучил на улицата Радишанска. Крстосницата нема сообраќајни знаци, но 46-годишникот со својата Seat Altea свртел во лево без да ги пропушти возилата кои доаѓале од спротивната насока. Со тоа го пресекол патот на моторциклот кој во обид да избегне директен судар преминал во спротивната лента каде што директно удрил во Алфа Ромео со италијански регистарски ознаки. Од силината на ударот моторциклистот Никола Макрачевски излетал, паднал на коловозот и се здобил со тешки телесни повреди од кои починал, а полесно бил повреден и возачот на автомобилот Алфа Ромео, велат од обвинителството. Наместо да застане и да се обиде да помогне, возачот на Сеатот се дал во бегство. Тој морал да го почитува правилото на десна страна, вели поранешниот началник Љубомир Ѓурчевски. Има трето возило од кое што допринесуваат и има действие кое што допринесува да се случи сообраќајната незгода. Зошто викам допринесуваат? Ако тој неблаговремено ги пропуштил возилата кои што се движат без разлика, што тамо стои и во записникот за увид, стои дека раскрсницата не е регулирана со сообраќајни знаци, но секогаш треба да се има во предвид дека има правило од десна страна, нели, во сообраќајот, за кое што кажуваме дека возачите, учесниците во сообраќајот се должни да го почитуваат. Возачот на Сеатот ќе одговара за 2 дела: тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна несреќа. Доколку биде прогласен за виновен, би можел да заврши до 6 години во затвор. Даниел Василев, Сител телевизија. МВР информираше дека во текот на изминатото деноноќие 15 лица биле лишени од слобода поради безобзирно управување моторно возило. Во текот на изминатото деноноќие на целата територија на државата полициските службеници лишија од слобода 15 лица поради сторено кривично дело безобзирно управување со моторно возило, велат од МВР. Од нив 8 лица управувале моторно возило без возачка дозвола, од кои 4 малолетници. 4 лица управувале возило под дејство на алкохол, едно лице управувало возило со активна забравна, едно лице возело без возачка дозвола и под дејство на алкохол и едно лице возело под дејство на алкохол со активна забрана. По целосно документирање на случаите против лицата ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Министерството за внатрешни работи апелира сите учесници во сообраќајот доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат моторно возило без возачка дозвола, доколку имаат изречена мерка за забрана за управување, ниту под дејство на алкохол. Одговорното однесување во сообраќајот е заедничка обврска и клучен предуслов за поголема безбедност на сите граѓани, апелираат од МВР. Аврелиот асфалт ги полни болниците. 5 мина возачи на мотор со тешки повреди неделава завршиле на ургентниот центар. Топлотниот бран донесе зголемен број на повредени во сообраќајки во ургентниот центар на Клинички. Освен лица кои додека управувале автомобил изгубиле свест поради жештината. Неделава на травматологија оперирале и 5 пациенти кои возејќи мотори паднале на врелиот асфалт и се здобиле со сериозни скршеници. Имам еден со повреда на врат, кој што успеавме да го спасиме. Мислам дека пациентот ќе биде добар. Имаме вчера пациенти кои што настрадале во сообраќајна незгода од друго возило, каде што нели од самата температура настануваат колапси.
така да изгубил контрола над возилото, изгубил свест, удрил во друго возило и пациентот Сабајлинава го опериравме. Така да не се вози, препораката е кога е многу топло, да се почека, да се прима поголемо количество на вода и сите тие препораки кои што ги даваат и другите служби од брза помош и од јавно здравје. Изминатите денови поради високите температури на Тоарилуц секојдневно примаат и граѓани кои се здобиле со скршеници при колапсни состојби, но и градежни работници кои паднале додека работеле на отворено кога е најтопло. Има доста пациенти кои што се паднати како колабирани и настанати фрактури. Тоа се повозрасни пациенти кои што после тоа доаѓаат кај нас, вршиме оперативно лекување. Македонија и денеска се наоѓа во портокалова фаза. И на почетокот на идната недела температурата на некои места ќе го надмине 40 степен. Затоа лекарите советуваат да се почитуваат препораките, да не се излегува надвор од 10 до 17 часот и да се пијат многу течности. Александар Динев, Сител телевизија. 28-годишниот скопјанец кој вчера беше транспортиран од Турција по тешка повреда на рабетниот мозок е во стабилна состојба и надвор од животна опасност, информираше директорот на Тоарилуц. Денеска со него почнале да работат и физиотерапевти на Карил, а идната недела ќе биде префрлен на клиниката за травматологија. Параметрите витални се добри. Вчера имаше зголемена температура, направени се тестови, негативни се тестовите на било каква инфекција, најверојатно е од самиот транспорт и од операцијата која што е направена. Од денес е почнато да се храни на уста, така да имаме подобрување во општата состојба. Физикалците кои што се наоѓаат во единицата за интензивно лекување веќе почнуваат да работат со пациентот, така да во следнава недела најверојатно ќе биде префрлен на одделот за травматологија, каде што уште повеќе ќе се работи на физикална терапија на повреденото момче. После ќе биде префрлен во центрите за рехабилитација, па се надеваме дека ќе биде се во ред. Кои се карактеристичните симптоми на западно-нилска треска и кои се ризичните групи на граѓани? Колку е опасна водата во Гостивар со потврдено присуство на 2 опасни бактерии и зашто може да се користи? Дали топлото време ги полни ординациите? Тема на денот со доктор Бојан Трајковски. Од СДСМ тврдат дека двајца од учесниците во нападот врз, како што велат тие младите во Новосело, се познати и бараат постапка од страна на јавното обвинителство. Од ВМРО-ДПМН пак обвинуваат дека оние кои СДСМ ги нарекува младите се насилници. Од десетиците што учествуваа во нападот, веќе се познати барем двајца. Петар Марков, пратеник на ВМРО. Наско Димитриев, член на ВМРО и возач на градоначалникот. Едниот е пратеник, другиот е близок до локалната власт на ВМРО. А обвинителството се уште не знае кој ги нападна младите. Ова е свесно одбивање да се заштитат граѓаните кога насилниците се од владеачката структура. Додека Савески е на екскурзија, а Мицкоски на своја, младите остануваат без заштита, а насилниците без одговорност. Каков председател, такви кадри. Заев, аболициран криминалец, Ковачевски со неколку кривични пријави и судски процеси за кои се сомничи, Филипче човекот на кого му се запали модуларната болница и над 10.000 граѓани во ковид кризата го загубија животот, ете тоа е талогот на општеството, талогот од Социјалдемократскиот сојуз. И никој не одговара. Или пак е само условно осуден, затоа што обвинителско-судскиот систем го држат Заеви и Филипче. Ваквите луѓе не можат и не смеат да бидат иднината на Македонија. Специјалниот музичко-сценски спектакл Силно светнал ден по повод 35 години од независноста, првата избедба ќе ја има вечерва во 19 часот и 30 минути во Охрид на стадионот Билјанини извори. Преку музика, глума и танц во форма на мултимедијален сценски спектакл ќе биде раскажана приказната за 35 години независност на нашата татковина, истакнувајќи ги најзначајните историски моменти, подеми, предизвици и достигнувања од изминатите 3,5 децении. Во наредниот
период караванот ќе посети 11 градови низ државата, носејќи ја празничната атмосфера поблиску до сите граѓани. На 15 август во градскиот парк во Струмица со почеток во 20 часот концерт ќе одржат трите легендарни македонски бендови Меморија, Мизар и Синтезис. Легендите на електронската музика Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд ќе настапат заедно на 16 август, исто така во градскиот парк во Струмица, во рамки на одбележувањето 35 години независност на Македонија. За 1 септември е најавен настапот на славниот шпански тенор Хозе Карерас на плоштадот Македонија заедно со македонски звезди, меѓу кои ќе настапат Владко Стефановски, Каролина Гочева, Калиопи, Сузана Спасовска, Наум Петревски, Игор Дурловски и Ана Дурловски. Целиот концерт ќе го придружува оркестарот на Филхармонијата. Кулминација ќе биде последниот перформанс на 4 септември на плоштадот Македонија во Скопје, на кој ќе настапат повеќе од 120 уметници. Музичкиот дел од одбележувањето завршува на 8 септември со настапот на Дейвид Гета на Скопскиот плоштад на Скопскиот стадион Тоше Проевски. Денеска беше објавено и специјално видео во кое се раскажуваат големите успеси и настани за паметење кои што се случиле во изминатите 35 години. На Шакириот Корна не беше ни роден кога Македонија даде прв гол. Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева. Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост. Чиста еуфорија. Пред дождот златен лав, медена земја, 2 номинации за Оскар. Со богата програма Охрид го одбележува заштитникот на градот Свети Климент Охридски. Големиот број на културни настани во градот, според стручните лица, се причина повеќе за зголемување и на бројот на гости. Охрид го одбележува заштитникот на градот Свети Климент Охридски со богата духовна, културна и научна програма. Градот чествува 1110 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски и 1140 години од основањето на Охридската книжевна школа. Подготвивме повеќе дневна, богата програма за достојно да го одбележиме нашиот патрон. Свеченостите, односно програмскиот дел, завршува со врачување на наградата за хуманизам на професор доктор Кристоф Бенедиктер и со врачување на повелба на архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, во знак на јубилеот 40 години од неговиот монашки живот. Се спремаме исто така паралелно и за традиционалната културна манифестација Вечер на Живко Чинго, што, како што знае македонската јавност, се одржува во Велгошти на 13 август во една убава атмосфера и еден специфичен амбиент во црквата Света Петка. Градот под Самоиловата тврдина деновиве е културна ризница на настани. Бројните манифестации и фестивали ја збогатуваат понудата и привлекуваат посетители од сите краеви ширум светот. Секако дека секој турист сакаме да го доживее Охрид на еден поинаков, поавтентичен и по уникатен начин, а секако тоа би било преку културата. Значи сакаме да биде Охрид еден жив и динамичен туристички центар, а не само летна дестинација која туристите треба да ја посетуваат. Добрите познавачи сметаат дека културните настани и манифестации оставаат свој печат и играат клучна улога во туризмот. Тие го промовираат не само градот, туку и помалите туристички населби. Нина Ритоновска, Сител телевизија.